За 2 години владата исплатила околу 15 милиарди денари субвенции и средства за рурален развој, што според премиерот Христијан Мицкоски е повеќе отколку во претходните 3 години. Тој истакна дека деновиве се исплаќаат околу 2 милиарди денари субвенции за тутунарите во рамките на законскиот рок до 30 јуни. Мицкоски посочи дека состојбата во тутунопроизводството е подобрена, при што откупната цена на тутунот од околу 150 денари за килограм пред неколку години денес достигнува и до 450 денари. Да кажам две работи кои што се многу значени. Првата работа е дека во 2024 година, овој месец, кога практично на 23-24 јуни оваа влада ја превзема привилегијата да ја води владата од претходната влада, ние почнавме со исплата на субвенции за останати од 2021 година. Денеска ги исплаќаме субвенциите од 2025 година што се текови. Ако се собере вкупниот број на исплатени субвенции по страна на владата на СДСМ и ДУИ во периодот 21, 22 и 23 година, како директни плаќања и поддршка на програмата за рурален развој, тоа ќе дојдеме во вкупна сума за 3 години помала од 14 милиарди денари. Дециден е Мицкоски дека денес и утре ќе се исплатат субвенциите за тутунарите со сума од околу 2 милиарди денари. Оваа влада за 2 години, денес или утре ќе ги исплати 2 милиарди денари за тутунарите, вкупно ќе има за 2 години исплатено околу 15 милиарди денари. Значи 1 милиарда денари повеќе за 2 години, отколку што тие исплатија за 3 години нешто под 14 милиарди денари. Тоа е вистината. И ова се бројки. И сакам јас да зборувам секога за бројки, а не за конструкции и за невистини кои што за жал очената опозиција која што нема идеја, која што не знае како се обидува да ги манипулира граѓаните и земјоделците во случајот. И вториот дел од мојот одговор на вашето прашање е дека да, денес и утре ќе бидат исплатени субвенциите за тутунарите, налогот од 2 милиарди денари е во трезор. Рокот законски е до 30 јуни, сакам и тоа да се знае. И она кое што за мене представува посебно задоволство, кога станува збор за тутунарите, ако пред 4-5 години кило тутун беше 150 денара, сега веќе се потпишува договори на 450 денара. Тоа е разликата. Според него, резултатите се видливи преку навремената исплата на субвенциите и значителниот раст на откупната цена на тутунот. Тој порача дека бројките најдобро покажуваат дека поддршката за земјоделците е поголема и поефикасна од кога било досега.